Дечки, за денеска имам едно 4-5 теми. Денеска сакам да зборувам за нешто интересно. Знаете дека работам лични консултации. Работам со луѓето, нели, индивидуални консултации. Многу често излагаат некои работи кои што ми текнуваат да им ги споменам на луѓето кога сме еден на еден, поради тоа што секогаш е по-лично, тоа поради тоа што во личните консултации таргетираме лични проблеми кои што се поврзани со конкретно проблемот кој што индивидуата го има, но во некои периоди има многу работи кои што се преклопуваат кај повеќе луѓе, или ај не повеќе, ама неколку. И денеска ќе зборам за тоа, но сакам да зборувам за некои теми кои што денеска ги издвоив за вас. Но пред да почнам, односно пред да ви ги кажам некои од овие темови кои што се провлекуваат кај многу луѓе, сакам да ви кажам нешто што го прочитав, кој што беше многу интересно на социјалните медиуми и утре ќе ми оди како цитат, а тоа е некоја кинеска поговорка, ама многу интересна и сакам да ви ја споделам и сакам да ви објаснам зошто мислам дека е фантастична. И вели вака: оној кој што ги окривува другите, вика има долг пат кој што уште треба да го оди на неговото себе откривање или на неговиот пат на себе осознавање. Значи тој кој што ги откривува другите, вика има уште многу леп да јаде, што би рекле ние, односно уште многу долг пат на патот на себе откривањето или на својата личен пат на духовен раст. Но вика оној кој што се откривува себе си, вика е веќе до пола пат стигнат до таму кај што треба да дојде. Значи оној кој што ги откривува другите е далеку од целта. Оној кој што се открива себе си, вика е на пола пат да ја постигне целта, на таа патека на себе откривањето и така натаму. Но, вика, тој кој што никого не откривува, вика, веќе е пристигнат на самата цел. И тоа е вистина. На некој начин и се поврзува со едно од претходните лајвови кои што ги правев, каде што зборувавме за скалата на емоции и за темата кој е крив, кој е прав, кого критикуваме, кого обвинуваме. Еднаш многу убаво покажавме, вика, кога покажуваш со прстот на кај некого, трите прста се на кај тебе, еден е на кај нив, ама трите се на кај тебе. Ако покажам, трите прста се на кај мене, еден е натаму. Поради тоа што многу често, гледайте, зошто не функционира да ги окривуваме другите. И за ова сум зборувал некаде у април месец. Тоа беше еден од првите лајвови што сме ги имале, после тоа можеби не сум го спомнал ова, но е многу важно. Секој од нас има контролен центар во себе. Контролниот центар е поврзан со нас. Секогаш ние сме причина за се, дечки. Ова не е нешто мудрост кое што не ја знаеме сите, дека причината за нашите проблеми во животот се во нас, не се во другите. А почнеме да ги окривуваме другите луѓе за проблемите кои што нас не се случуваат, се оддалечуваме од тоа што треба да го направиме. Многу се оддалечуваме. Зошто? Поради тоа што окривувајќи ги другите, фактички ние причината му ја даваме на него. Причината оди кај некој друг човек. Поради тоа што кога ќе окривиш некого, кога ќе окривиш, кога ќе го назначиш него дека тој е причина за работите што ни се случуваат, ти почнуваш својот контролен центар да го позиционираш кај другиот човек и поради тоа кој што ги критикува другите луѓе, нигде не е стигнат. Тој не само што не стига, тој се оддалечува од целта. У суштина, ја би ја дополнил оваа кинеска поговорка. У суштина, тој кој што ги окривува другите е на погрешен пат. Он не е на правиот пат на кај што треба да стигне. Он е свртен со грб на кај тој пат и е тргнат со лицето на сосема друга страна оди. Фактички, како да се оддалечува, како да оди уназад, наместо да оди каде што треба, поради тоа што кога окривуваш некого, ти не идеш натаму кај што треба да дојдеш, идеш фактички во спротивниот правец, поради тоа што им даваш контролата на нив. И ова се поврзува со тоа што го зборувавме во претходните лајвови, дека имаме според скалата на емоции некој кој што гледа дека има нешто погрешно, ама не мора да го окриви, него иде да го коригира, иде да го реши тоа, иде да направи тоа што треба да го направи. Од друга страна, имате други луѓе кои што постојано критикуваат, ама никогаш не преземаат акција да го коригираат тоа што го критикуваат. Така да нема фајда од критикување. Знам дека
критикувањето е омилен спорт кај некои ликови, но в суштина нема фајде, поради тоа што не оддалечува од патеката. Вика, оној кој што се обвинува па себе си е на пола пат таму, што е вистина. Многу подобро е, ја ако речем, окей, што ја направив, како јас сум крив, поради тоа што тоа ми ја дава мене контролата. Гледате, тоа ми прави увид во мене. Сега, критика, ја не би рекол дека е добро да се критикуваме и да се казнуваме самите, поради тоа што многу често ни треба пријател. Знаете, имал ситуации каде што јас самиот себе сум си бил многу поголем непријател отколку некој друг што ми бил непријател. И не од аспект дека не сум ги правил работите кои што сум требал да ги правам, секако не сум си бил пријател на тој начин, ама јас исто така не сум си бил пријател на сам себе од аспект на тоа дека јас сум си бил најголемиот критизер за грешките кои што сум ги направил. Ако има нешто за кое што сум грешал, е дека не сум правил поише грешки. Ја, кога и да сум сгрешал, фактички сум се свртувал контра себе, но знаете колку интересно тоа. Не се врти човекот контра себе само по себе. Како и да звучи ова. Човеков не се врти контра себе само по себе. Сега ќе ви кажам што мислам. Човекот се врти контра себе ако имало околината претходно луѓе кои што биле контра него. Значи, јас за да се свртам контра мене, мора да имало веќе удари кон мене кои што ме критикувале како мал. Затоа што ако ја постојано сум добивал критики и удари од околината кон мене за секоја грешка што сум ја правил, ја у суштина тој пример после тоа го зимам за да се уништам сам себе. Не може човекот да се уништи сам себе ако претходно немало некој кој што почнал да иде контра него. Зошто? Поради тоа што немал тој пат, немала таа енергија контра мене ја да ја земам. Ја земам енергијата контра мене кога веќе претходно имало енергија која што одела контра мене. Ајде да го ставиме тоа со примери. Ако ја сум имал татко и мајка или иако сум имал стварно прекрасни родители, ја ме ги земам за пример затоа што не знам, поради тоа што многу случаеви многу биле поисправни отколку што не биле исправни, ама јас знам дека примерите кои што ја ги кажувам се генерални примери и затоа зборувам за мојот живот. Може би некој што не гледа ќе рече, девој жарешо родители, ја имав прекрасни родители, ама сакам да ги искористам нив, поради тоа што знам дека не се лудат, иако ги нема одам на овој простор барем, сега, во ова време со мене, но верувам дека духовното битие постои, односно обстојува и понатаму, и дека знам дека тие луѓе се некаде во моите мисли и околу мене во мојот простор, на некој начин духовно сме поврзани и така мислам дека не се лутат. Но ги спомнувам поради тоа што можеме да научиме од сите тие работи, како што се спомнувам и себе за многу грешки ја кои што сум ги правил како нивни син. Она што го сакам да кажам, ако мајка ми или татко ми не се джиткале на мене да ме критикуваат за грешките кои што сум ги направил, ја нема после тоа да се фрлам и да се само обвинувам и само критикувам и само казнувам самиот себе. Има многу убав цитат од Ел Рон Хабард, вели вака, вика, само инвалидизацијата е збир на инвалидизациите кои што околината ги има направено кон нас. И тоа е вистина. Човекот не се само инвалидизира ако немал претходно инвалидизации акумулирани, собради во него од околината која што веќе го инвалидизирала. Зошто тргам јас да се само критикувам е поради тоа што сум го видел тоа како пример дека мене некој ме критикувал. Теоретски знаете ли што? Ние ќе си бидеме најдобри другари сами на себе кога ќе сватиме дека тие критики кои што дошле од другите луѓе, кои што не искритикувале, кои што едноставно ни нашле замерки, поради тоа што гледате, тоа е напад од некого кон себе. Тоа е тек на енергија, од некого кон мене, од некого кон мене, од некого кон мене, од некого кон мене. Сакам да ви го објаснам ова чисто поради тоа што е енергија и е многу едноставно за разбирање, ама треба да се објасни на многу едноставен начин. Гледате, имаме енергија од некој што доаѓа кон мене. Така, некаков тек на енергија од друг кон мене, така? Тек на енергија, тек на енергија, тек на енергија, тек на енергија. Океј, и после тоа, ако имам ја инвалидизација од другите луѓе кон мене,
Што се случува? Почнувам и јас сам да се инвалидизирам сам себе после тоа. Поради тоа што доаѓам на таа енергија, на таа енергетски тек, мојата инвалидизација обстои. Ако го немал тој тек на другите луѓе да ме инвалидизираат, според ова, јас би си бил пријател сам на себе. Зошто? Поради тоа што не би знаел дека треба да се... Затоа што јас, кога почнувам да се казнувам сам себе, не сум ја. Гледате, јас не можам да се казнам сам себе ако при тоа не станам некој друг идентитет кој што може би ме казнувал или кој што може би критикувал или кој што бил може би критичен. Поради тоа што тој е друг идентитет кој што ме напаѓал мене. Се за да не го комплицирам ова, се надевам дека ме разбирате, едноставно е, мора од околината детево да разбере дека нешто го критикува, иде контра него. Океј, можам тоа да го нацртам, мислам дека подобро ќе биде. Значи, еве сум јас. Океј, гледаме, да. Еве друг човек. И другиот човек ме напаѓа. Еве уште еден човек. И тој човек ме напаѓа. Добро, значи имам енергетски текови кои што се кон мене. Сега ова е околината. И ако таа околина ми прави инвалидизација, ми прави омаловажување, ми прави неубави коментари, критики и така натаму, гледате, тоа е дел од мене. И тоа е дел од мојата слика сега. Тоа е дел од мојот ум. Наредно нешто што може да се случи, поради тоа што тоа го имам запамтено и видено, еве го Жарко. Жарко почнува, бум, да се инвалидизира и да се критикува сам на себе. Теоретски, фактички, кога ова не би постоело, јас не би знаел да се искритикувам сам себе и би продолжил понатаму и би си бидел подобар пријател сам на себе. Тоа не е оправдание да не работиме. Опс. Еве искалвана емоција, еве сум ја. Така да, ако ние имаме у околина која што у суштина не критикува, него не тера да видиме како можеме подобро да нападнеме во животот со нов напор. Гледате, поради тоа што некогаш кога имаме удар од околината, тој удар од околината можеме да го земеме како стимулус, како мотивација уште повеќе да покориме некоја цел, тоа би било оптимално. Знаете, кога би имале критичари околу вас, би можеле да ги искористите. Сега, ова е интересен концепт за размислување. Кога би имале критичари, у суштина би ја користела нивната критика у најоптимален случај како храна за повторно да ја нападнете вашата цел. И не од идеја ќе ти покажам, ќе видиш, ќе ти докажам. Не го речеш, вау, имам интересна работа, гледај, се случува игра, до толку сум жив, до толку имам некоја цел, што има луѓе од страна кои што сакаат да ме спуштат поради тоа што вибрирам на прекрасна енергија, креирам убави работи, убави големи работи кои што другите луѓе не можат да ги толерираат, кои што другите луѓе не можат да ги имаат, кои што другите луѓе не можат да ги поднесат поради тоа што не се на тоа ниво на енергија, затоа што вие ако креирате прекрасни работи, имате други луѓе кои што тоа не можат да го поднесат и ве критикуваат и сакаат да ве спуштат, тоа значи дека не вибрираат на вашата вибрација, дека се под вас, под ваше ниво на вибрација. Сега ти ја користиш таа идеја. Ја зимаш таа глупава нивна игра, ја претвараш у конструктивна твоја игра и кречеш, вау, колку убаво нешто да им покажам и да им докажам дека немаат шанса со мене и уште повеќе ќе искреирам до толку многу да веројатно ќе станат апатични со тоа што нема да ме спречат у конструктивната игра која што јас играм. Гледате, тоа би било многу интересна и конструктивна работа. Замисли, имаш некој кој што ќе те критикува и ти место да паднеш на некој ниво каде што кажеш, леле, ме повреди, овој ме стопира, иако има стварно стопери, зборувавме и за тоа, да речеш, вау, јас сум еден предизвик. И тој предизвик бара од мене да направам уште поголеми цели, уште поголема креација, уште поголеми работи, да покажам да луѓево ми се откачат од грб. Поради тоа што, гледате, како го ширите просторот, дечки, сега ќе ви кажем една работа. Како што го креирате просторот, како го зголемувате просторот,
Во вашиот простор кога е поголем, секакви луѓе ќе дојдат. Во просторот кога го ширите вашиот простор, со вашата креација ширите простор, вие пуштате у вашиот простор секакви ликови. Ако сакате да не пуштите многу ликови во вашиот простор, ќе се соберете. Ама кога ќе се собереш, у суштина, може би бегаш од твојот простор да не ставиш други ликови, кои што се негативни, ама да знаете како креирате, како се ширите, просторот се зголемува, негативни ликови ќе има. Поентата е да не се закачите на нивната комуникација. Ова е многу важно. Гледате, тие ликови кои што креираат негативна енергија, негативната нивна енергија сака да се спои со изворот на твојата позитивна енергија. Еве го негативниот флик со неговата енергија, еве си ти со твојата позитивна вибрација, ти идеш кон твојата цел, крираш, и овој сака да се прикачи, ти викаш не, крирам, и овој сака да се прикачи, ти викаш не, ќе те надкрирам, идам, овој вака го нема. Зашто ти продолжуваш од твојот ритам, од твоето темпо, ама што се случува? Ако овој е упорен и ако ти почнуваш да вибрираш на се почнуваш да му обраќаш внимание на него, успоруваш. Почнуваш да му обраќаш внимание на него, успоруваш. Почнуваш да го слушаш што ти зборува. Вау! Почнуваш да се согласуваш со него, катастрофа. И се што се случува? Ова негативна комуникација, овие вознемирувања кои што доаѓаат од овој лик, бум, ќе те срушат. Зошто? Поради тоа што си почнала да обраќаш внимание на таа негативна енергија. Негативната енергија има моќ кога ќе почнете да ја обраќате внимание, кога ќе почне да влага во вашите уши, кога ќе почне да влегува во вашиот ум. Зошто? Поради тоа што целта на негативната енергија е да те стопира, без разлика како убаво е прикажана, кажана, искажана, кажана, на кој да е начин. Дечки, негативно е негативно. Нема позитивно негативно. Ме разбирате? Не постои такво нешто како позитивно негативно. Негативно е негативно, позитивно е позитивно. Нема позитивно негативно. Нема ја ти го кажувам ова негативно за позитивна работа. Такво нешто не постои. Се додека не почнеш да му омреќаш внимание на ова, немаш проблем. Но у моментот кога некој ќе ти се прикачи на твоето ниво на вибрирање, таа енергија станува паразитска на твојата енергија и ќе ја сруши. Начинот како човекот да се шири, начинот како човекот да експандира, начинот како човекот да продолжи да освојува е да се откачи од оваа енергија. На културен начин, да не ја обраќа внимание. Најубаво е само да продолжи напред, да продолжи напред, да продолжи напред, да продолжи напред. Знаете, да продолжи напред. Се дека овој човек свати дека овој е до толку луд со својата идеја и своето зацртување дека ќе успе, да овој си вика ја веќе таму неам игра. И он ќе се повлече. Геј. Но ова е една од клучните работи како да успевате напредувате и да имате просперитет. Просперитетот на секој човек доаѓа од избегнување на негативни комуникации, на негативна енергија, на негативни критики. Избегнување, иако не знам дали постои такво нешто како позитивна критика, тоа е тоа позитивно, негативно, у мојот свет не постои, ама у суштина, кога ќе дојдете да се поврзете со тоа што е негативно, во тој момент почнувате да го намалувате вашиот ритам и вашето темпо. Поради тоа што вашиот ритам и вашиот темпо е збир од вашата енергија и енергиите околу вас. Ако имате многу негативни луѓе околу вас, вашиот ритам ќе стане просек од тоа кое што е околу вас како обкружување. Човекот, за да успева, за да напредува, за да оди напред, мора да биде у просторот кој што тој го сака. Ова е второ нешто за кое што сакам да зборувам денеска. Зборував баш со некои клиенти дека луѓето ако не сакаат да су некој простор, како што ја не сакав да сум у простор на музичка школа, ја сакав да сум у просторот на работнички, сакав да играм баскет. Тоа беше мојот простор. Мајка ми ме ставаше у простор кај што не ќам да бидам. Дури мојата дневна соба и детска соба кај што не беше клавирот, не го сакав тој простор заради клавирот, поради тоа што мајка ми го наметнуваше моето бивање у тој простор. Просторот ви дава моќ и енергија. У кој простор вие ќе се лоцирате е многу важно за вашиот опстанок. Зошто е многу важно за вашиот опстанок? Поради тоа што ако сте биле у простор
кој што не го сакате, со кој што не се сложувате, и во тој простор има луѓе кои што не ги сакате, разбирате за што ви зборам. Не можете да имате моќ кога се наоѓате у тој простор. Дури јас, во Соединетите држави, во еден момент, просторот во кој што се наоѓав на универзитетот, мислев дека тој универзитет и тој простор не е за мене. Го променив просторот, не дека беше лош, само мене не ми одговараше, го променив просторот за Македонија, имав напредок. Но во еден друг момент, овој простор, кога го променив за просторот во Соединетите држави, ама друг тип на простор, така, имав исто така напредок. Мора да знаете во кој простор имате напредок, во кој простор немате напредок. Затоа што некој простор не ви дава напредок. И не се чудите поради тоа што станува збор за просторот. Ете, може да е простор, како што кажав јас. Океј, до толку мајка ми наметнуваше да свирам клавир, да дури детската соба не ја сакав поради тоа што таму беше клавирот. Затоа што не го сакав тој простор. Да ме оставеше жената сам, веројатно ќе го засакав и имаше поише шанси да бидам многу подобар во свирење на клавир, но не го сакав тој простор и поради тоа што не го сакав тој простор, ја не можев да генерирам моќ. Луѓето генерираат моќ во просторот во кој што го сакаат, во просторот во кој што се по нивна волја, по нивна одлука. Зошто? Затоа што, гледате, може би сте во некоја земја кај што не сакате да бидете. Не знам што чекате. Може би сте во некоја фирма каде што не сакате да бидете. Тоа е простор. Гледате, но нешто, за да настане промена, гледате, за да настане некаква промена, мора нешто да пуштите за да добиете нешто друго. И некојаш луѓето се плашат да пуштат нешто, дури нешто кое што не е добро, дури некој простор кој што не го сакаат, за да дојдете некој друг простор. Се сакам да размислувате на тема простор. Гледате, за да човекот генерира моќ, за да комуницира, за да збори, за да има од него позитивна енергија, мора да е у простор кој што тој се сложува со тој простор и простор кој што за него е омилен и простор кој што тој го сака. Мора да бидете во простор под ваша волност. Мора вие да го изберете вашиот простор. Немојте да останете во простор кој што не е ваш простор. А знаете кој не е ваш простор? Каде што вашите одлуки и вашите идеи не се уважуваат. За човекот да игра убава игра, мора да е у простор каде што неговите идеи се уважуваат. Ке дојде снава ке свекрва, ама не ја жаре, што почнеш пак на иста тема. Снава ке дојде ке свекрва, упс, не само физичкиот простор, него и менталниот простор. Снава, вака да го направиме, знаеш што, ама не, па ти не знаеш, чекај, ја ке ти кажам, ти ништо не знаеш, ја ке ти кажам. Вау. Сега, у суштина мора да си у простор каде што ти немаш контра намера против твојата. Затоа што ти кога ќе пуштиш намера за да го освоиш просторот, од другата страна кога имаш контра, гледаш, тоа е таа негативна енергија, припиена до тебе, затоа што имаш контра. Контрата е контра. Контрата ќе те стопира. Зборот антагонизам, значи контра некого. И тој антагонизам може да е отворен, може да е скриен, може да е скриено непријателство, ама секогаш е контра. Сега, човекот мора да размени, гледате, промена, зборот промена, само го земам речников, момент. Океј, имам збор за вас, знаете дека обожавам потекло на зборови, зборот промена, change на англиски, гледате од кај потекнува. Потекнува од латински cambiare, што значи да размениш, to exchange. Значи зборот change доаѓа од збор cambiare, што значи to exchange, или зборот промена доаѓа од зборот размена. Промена доаѓа од зборот размена. Се свикаш, окей, зашто промена доаѓа од размена? Многу едноставно, дечки. Мора да го размениш тоа што го неќеш за тоа што го сакаш. Луѓето неќат да го разменат таму кај што се, за таму кај што сакаат да бидат. Луѓето неќат да го разменат просторот во кој што не им е убаво за простор кој што им е убаво. Луѓето неќат да разменат друштво каде што се инвалидизирани за друштво каде што ќе бидат воздигнувани. Мораме да го размениме. Размената значи нешто мора да пуштиш. У еден момент нешто ќе изгубиш. За да настане промена, мора нешто да изгубиш. Ама луѓето не сакаат ништо да изгубат. Проблем.
Зошто да не сакаме ништо да изгубиме? Ја не знам. Мора човекот нешто да изгуби, мора нешто човекот да пушти за да добие нешто друго. Така да не можеме да направиме промена ако немаме размена. Размена за една енергија, за друг тип на енергија. Размена за на лошо минато за убава иднина. И тоа е размена. Ете, тоа е нешто кое што ние мора да си го дадеме на себе. За да си го дадеме тој нов простор. Затоа што иднината е простор. Ете, минатото е простор, сегашноста е простор, иднината исто така е простор. Но во кој простор ние сакаме да обстојуваме? Сакаме да обстојуваме во сегашниот простор и во идниот простор. Сакаме да обстојуваме во простор каде што нашите идеи се валидни, ги вреднуваат. Сакаме да бидеме во простор каде што нашите идеи се почитуваат. Сакаме да бидеме во простор каде што едноставно те доживуваат како некој кој што ќе допринесе и допринесува со самото свое постоење на опстанокот. Сакате да бидете во простор каде што во гледаат со восхит. Сакате да бидете во простор каде што ви даваат внимание. Сакате да бидете во простор каде што ви даваат убава комуникација. Ете, тоа е простор. Ама преди се, немојте да бидете во простор во кој што не го сакате, поради тоа што во простор кој што не сакате да бидете, не можете да развиете моќ. Зошто? Има причина зашто не сакате да сте во тој простор. Стварно. Имате некаква причина која што вие ја чувствувате. Се работам со даден клиент и овој клиент се наоѓа во еден град. Не иде да е во тој град, сака да е во друг град. И што и да прави во овој град не е добро, поради тоа што на него умот више му е на друго место. Он не е у просторот, ме разбирате? За да развиете моќ, мора да сте 100% во тој простор. А кога сте 100% во некој простор? Во оној простор кој што го сакате, сте 100% таму. Просторот во кој што не го сакате, фактички не сте вие таму. Сте на друго место. Знаете, за да јас развијам моќ, мора да сум 100% во тоа место каде што сум. Замислете, ја не сакам да сум тука пред вас. Се срамам, не сакам да комуницирам, немам што да ви кажам. Со мисли да сум свикам што побрзо да заврши лајвот, не генерирам моќ. Зошто? Затоа што вие нема да ја почувствувате мојата енергија и мојата намера кон вас. Мојата енергија доаѓа целосно од мојата намера, а мојата намера доаѓа од позиција во просторот. Разбирате? Мојата позиција во просторот доаѓа од мојата желба да бидам во тој простор. Мојата желба да бидам во тој простор предизвикува моќ. Да го цитирам Елрон Хабард, вика, моќ е да држите простор, ама не можете да држите простор доколку не сакате да бидете во просторот во кој што сте. Ако јас не сакам да сум пред клавирот, ако јас не сакам да сум во Илија Николовски Луј музичкото училиште, видите, не сакам да сум во тој простор. И ако не сакате да сте во тој простор, нема шанси да дојдете до висока состојба на креација, поради тоа што вие, ако не сте во тој простор, верувајте ми, со мислите сте веќе на друго место. И ако сте веќе на друго место со вашиот ум, не сте на местото каде што сте физички. Не е битно дали сте физички во некој простор. Многу е важно кај сте ментално. Но некогаш не ќеме да сме во некој простор поради наши грешки, се разбереме. Се сега чекај, жаре, кај отиде? Таман почнавме еден правец да паќаме. Да. Имате простор во кој што сте сакале да бидете, но ќе почнеме да правиме грешки, ќе почнеме да правиме погрешни чекори и не ќеме да сме во тој простор. Апсолутно е така. Знаеш, некој човек сакал да биде на работното место, го сакал. Бам, прави една грешка, нема да ја сподели со раководителот. Прави уште една грешка. Ќе си напри некое нелегално актче, некое нелегално дело во својот простор на работното место. И знаете што правиме кога правиме прекршоци? Почнуваме да бегаме од тој простор. Ова е голема вистина. На тие луѓе и на тие простори на кои што ќе им сгрешиме, бегаме од нив. Не ќеме да бидеме од тој простор. Така да имате две варијанти. Едната варијанта е стварно дека не требате да бидете во тој простор. Од проста едноставна причина што едноставно не сте за таму. Поради тоа што некој ве напаѓа, поради тоа што некој не ве почитува, поради тоа што некој не ве прифаќа, поради тоа што некој не ве одобрува. И второ е, сами се тргаме од просторот со нашите дела и акции контра луѓето, групата, заедницата во тој простор. Колку бев поддеструктивен кон татко ми, мајка ми и сестра ми, толку помалку сакав да сум во тој простор. Зошто? Затоа што кога ќе
И му кред татко ми ќе речеше, Жаре, врати тоа парите, цигари ќе ме пратеше да купам, тато, нема кусур, тоа е све, не дека татко ми не знаеше, 100 ќе си задржев, 150 ќе си ставив. Ја правев прекршот кон татко ми. Правејќи прекршот кон татко ми, ја почнувам да не го толерирам неговиот простор, затоа што мојата нечестност сака да избега од луѓето кон кои што сум нечесен. Нечестноста наша не оттргнува од просторот каде што сме биле нечестни. И сакаме да си ја дувнеме у некој друг простор. Ова е голема мудрост. Затоа што ако сватиме дека почнуваме да бегаме од сегде бегаме, тогаш треба добро да се осврнеме и да видиме што е тоа што ние го правиме. Луѓе кои што од сегде бегаат, луѓе кои што нигде не им чини, луѓе каде што никаде не им се погодува, треба да почнат да видат дали имаат нешто кај нив, затоа што ако ја у еден простор не сум се чувствувал честно или не сум бил чесен, етичен, правичен, од една фирма сум отишол у друга фирма, ја нечестните работи со мене си ги носам у другата фирма. Исто е како со врски, се виделе девојка или дечко у една врска е нечесна, ќе отиде у другата врска, тоа го менја просторот, така, фактички си оди у некој друг простор и во другиот простор си го носи прљави од вешто себе затоа што не ги сработила, не сватила што грешка направила и нема контрола и доаѓа од другата врска или имате некој дечко кој што доаѓа од другата фирма и тој ќе му смета простор. Ама суштина на крај на тие луѓе што им смета, самите си сметаат. Што им смета? Нивните прекршоци, нивните неубаво одработени дела, нивните критики, нивните оговарање кон другите, нивните нечестни акции, нивните забушавања на работа, нивното недоаѓање на време, нивното подкрадување, што и да е, грубоста кон клиентите, сето тоа прави наша нетолеранција кон тој простор. Прави наша нетолеранција кон тој простор. И после тоа сакаме да бегаме од тој простор. Ама на крај, дечки, има луѓе кои што бегаат од сегде, поради тоа што поривот им е да избегаат. И ќе видите дека тие луѓе бегаат од сами себе, ама не можеш да избегаат. Не можеш да избегаш од сам себе. Не можеш да избегаш од тоа што ти сваќаш дека си го сгрешил. Не можеш да избегаш од тоа што ти сваќаш дека си гутнал. Не можете. Така да имаме две работи. Едно е, ако знаеме дека сме честни, ако знаеме дека сме етични, ако знаеме дека сме окей, и ако сакаме, ако имаме добра енергија кон другите луѓе, ама они ни возвраќаат со негативна енергија. Ја имам позитивна енергија, они имаат негативна енергија. Дечки, не е проблемот со мене. Така, ама ако јас станам негативен, вау! Ако јас сум толку негативен кон другите, треба да видам јас што правам. Може би у мене е проблемот. Може би ја треба да се ставам прст на глава и да речам, ај оправи се. Не може секој простор да ти смета. Не може секое место да не е за тебе. Така да имате две опции. Едната е со право да се тргнете од простор кој што не ве толерира, кој што ве омаловажува, кој што ве инвалидизира, кој што ве прави да сте несреќни. И второ е да видиме дал ние сме допринеле самите да не се чувствуваме убаво во просторот од кој што сакаме да се тргнеме, поради тоа што можеби ние правиме нешто со кое што тој простор е, ајде да кажам, за да не го соочиме, за да не ги гледаме, затоа што не сум сакал да го видам татко ми, не сум сакал да ги видам мајка ми. Колку повеќе сум им грешил, колку повеќе сум правил работи против нив, поише сум ги критикувал, така, поише сум им наоѓал мани. Зошто? Затоа што грешката била у мене, не било луѓето. У мене била. Кога сум бил тинејџер, целиот тој период, од мој 13 години до пак, ајде да не кажам, 17, цело време работите за кои што сме се скарали и кај сме карале, 90% од ситуациите биле поврзани со самиот мене. Поради тоа што ја не сум ги разбирал некои работи. Поради тоа што ја не сум ги преземал одговорностите. Поради тоа што јас не сум бил чесен со самиот себе си. Зашто? Поради тоа што, дечки, ако нас, знаете, чистото срце, чистата совест, чистата душа е многу јака
поради тоа што може да трпи и на крај око да не и трепне кога ќе се отиде. Затоа што нема потреба да толерира нешто кое што не е за толерирање, затоа што секој има праг на толеранција. Разбирате, поради тоа што човекот кој што не греши, ќе се тргне од некој простор дури и со љубов кон луѓето кон тој простор. Ете ќе се тргнеш со почит, со љубов. Кажеш ова не е за мене, ги обожавам, ова не е за мене. И ќе се обида да те стопираат. Ништо не допира до тебе. Ништо не допира до тебе затоа што ти знаеш дека не е проблем со тебе. Ама кога се колебаме, кога се кршиме, кога си викаш да чекай, да ова, да она, веројатно станува збор за двете работи. Веројатно станува збор дека и не напаѓале, и на вистина не сме биле толерирани, но можеби и ние сме допринеле со самите своји дела, враќања, игри, нивно обвинување, нивно критикување, да сакаме да избегаме од тој простор, ама не можеме. Колку луѓе се во таква ситуација? Сакаш да ме дувнеш, ама не можеш. Си викаш, вау, што да правам? Заглавен сум на едно место. Секако дека сме заглавени на едно место. Поради тоа што имаме две работи кои што функционираат. Нападите кон нас, но и нашите напади кон нив. Ако се изчистиме ние, ако ние сме си чисти во однос на таа ситуација, ако ние сме си етични во однос на нашите постапки и акции, никој не може да те спречи да направиш било што. Човекот се крши, се колеба, се сомнева, некогаш не само заради работите што му ги правеле него, него и работите со кои што тој враќал и работите со кои што тој враќајќи се обврзал и створил долг да остане во некој простор каде што можеби не требало да биде. Така да станува збор за две работи. Океј, дечки, ова беше малку вау. Се викаш, имаме работа на себе, да. Затоа што и уште едно нешто што сум го напишал од дека, вау, дојавме до 9:20, дечки, јас сакав до 9:20 да ви кажам дека ќе трае ова предавање, зашто ми треба кратка пауза, 9:30 имам консултации. Имав уште две работи кои што сакав да ви ама ќе ви останам должен можеби за наредниот пат. Но сакам да ви кажам уште една работа. Некогаш кога не можеме да донесеме одлука, кога сме цело време на колебање, кога си викаш сакам ова, сакам она, сакам ова, сакам она. Многу често во таква ситуација сме во околина која што не прави помали, која што ни прави притисоци, која што ни прави супресија. Зошто? Поради тоа што колку повеќе некој те напаѓа, стануваш несигурен, затоа и се нападите. Застанеш несигурен. Многу луѓето стануваат несигурни кога имаат околина каде што ги напаѓаат. И таа несигурност постојано ги тера да се колебаат, постојано се колебаат. Така да една од причините за колебливоста на луѓето е кога во околината постојано имате луѓе кои што креираат и кои што креираат контра вас и кои што ве омалуважуваат и ве прават да се чувствувате замислени. Зошто те напаѓа? За да почнеш да се сомневаш во сам себе. За да ја донесеш одлуката. И ако не носиш одлука во врска со некои работи, види со какви луѓе си обкружен. Види со какви последици те плашат. Види каков страв ти имаат набиено. И поради тој страв се плашиш да ја донесеш одлуката, поради тоа што ти не си ти веќе. Со нападите што околината постојано те ги дава, поентата е да ти не бидеш ти, за да ти не ја донесеш одлуката. Но човекот мора да се врати и да има стабилност и да рече ја ќе одлучам. Поради тоа што моќта на битието не доаѓа од колебањето. Моќта на битието доаѓа од одлуката. И кога едно човечко битие ќе одлучи, човечкото битие добива моќ. Се додека едно човечко битие на колебање и се додека се сомнева, нема никаква моќ. Ама многу често битието што се сомневаат во сами себе и што се колебаат, многу често се обкружени, не секогаш, ама често се обкружени со луѓе кои што се толку антагонистични, скриено, отворено кон нив, да не е природно еден човек да ја изгуби моќта за само одлучување и донесување на сопствени одлуки и самиот тој да има сигурност во сам себе. Таа му е одземена. Одземена му е од некој човек од околината кој што постојано го критикува, постојано му кажува како треба, постојано му кажува на неговите грешки и тој не донесува одлука поради тоа што сега веќе го нема сопствениот ум. Сега го нема сопствениот ум. Поради тоа што ако го има сопствениот ум, ќе биде многу тешко, поради тоа што ќе треба да му се спротистави на тој кој што се обидува да му го одземе неговиот ум. А кога ќе си го донесе својот ум назад и кога ќе се собере својата храброст
И кога ќе се ја врати својата моќ, никаква сила од другата страна не може да го спречи да ја донесе одлуката која што решил да ја донесе. Запамтете, за човекот да направи промена, мора нешто да размени, мора да пушти нешто лошо за да трне негде добро. Дали има гаранција? Не. Нема гаранција ако трнеме по некој нов пат. Единственото што е гаранцијата кога ќе трнеме по новиот пат, дека на почетокот ќе се чувствуваме несигурно, поради тоа што сме биле научени на тој стариот пат, но како го одиме тој пат понатаму, тоа што е старото и негативното, знаете како на ретровизору кола, кога ќе дадеш газ, тоа место кај што си бил, не го гледаш повеќе во ретровизор, зашто толку многу си се оддалечил, толку многу си трнал у креативниот правец, толку многу си трнал во тој креативниот пат, да тоа што е деструктивното останало далеку позади тебе и веќе него ни догледуваш у ретровизор затоа што си далеку во иднината. Така да ви посакувам да трнете далеку во иднината. И ако имате колебање, размислете за ова. Кога сте на колебање, исто така ви требаат информации. Може би ги немате сите информации. Може би се колебате поради тоа што не гледаш доволно јасно. Од истото автор Хабард вика, сигурноста е јасноста на обзервацијата, јасноста на гледањето. Се што сакаме да направиме со овие лајвови и со нашите консултации и да ви дадеме јасна гледка во вашиот живот, кои се препреките, кои се решенијата, како може да стигнете на тој пат и кон таа цел која што ја сакате. Тука сум за тоа, стапете во комуникација со мене, можеме да подобриме многу состојби во вашиот живот, така да сакаме да ви даеме податоци за да ги донесете најдобрите одлуки не само за вас, за фамилијата, за групата, за животот и за сите генерално. Ви благодарам, ви обожавам, ви сакам. Чао!